Расте бројот на заболени од грип, пациентите со изнемоштеност, високи температури и наоди до дури белите дробови. Загрижувачка е ситуацијата, велат лекарите, особено од почетокот на оваа година па наваму бројката голема. Секојдневно дури 80% од пациентите кои се јавуваат на лекар се со симптоми на грип, кој не спаѓа во групата на класичен и обичен грип, туку со поголеми потешкоти и до оздравувањето. Со гаранција можам да ви кажам дека веќе скоро секојдневно може, ајде да не претерам, ама 80% од пациентите што се јавуваат во рок од 24 сати кај нас тука се со симптоми на грип. Тие се генерална изнемоштеност, високи температури, дури за жал се поприсутна е и симптоматологија, односно спуштање на белите дробови, со наоди на бели дробови, не е она класичниот грип кој што е бил со затнат нос, болки у грло, покачена температура, главоболки и тука да остане. Се почесто гледаме дека има наоти и на белите дробови. Тоа е малце и загрижувачки, ама ситуацијата е таква каква што. Грипот ги опфаќа сите возрастни градници, вели Наков. Рече дека почнувајќи од најмалите бебиња од неколку месеци, па се до највозрастните истиот е присутен. Почнуваат од најмалите, почнувајќи од бебиња кои што се стари неколку месеци, па се од возрастната доба на пациент. Генерално е потребно тоа од секој пат и уште пред короната, пред да не дојдат овие новите трендови во здравството, беше познато додека и ние сме били и ученици во средно и во основно и во градинка буквално, тоа се советува родителите кога ќе си имаат болно дете да си го задржат дома барем една недела за да не се преноси на другите ученици. Сега кај децата до првата половина на јануари немаше до толку многу појава, ама од кога заврши зимскиот распуст и кога се вратија пак во училиштата, сега веќе и тие се изложи. И понатаму лекарите апелираат на внимателност, доколку родителите забележат симптоми на грип кај децата, да ги информираат своите матични со цел побрзо и навремено да се започне со терапијата од една страна, а од друга страна со изолација да се спречи заразувањето кај останатите.